Во релативно стабилни 2 месеци, ковид-пандемијата повторно завладеа со животот на луѓето. Шансата да се здивне од лоши вести, за жал, траеше кратко. Одново сме преокупирани со ризиците и последиците од коронавирусот. Во сета таа тензија малку се зборува и обрнува внимание на менталното здравје. Со право се поставува прашањето: како луѓето да сочуваат здрава психа и да го избегнат стресот, кога сирените од брзата помош и вестите за загубени човечки животи станаа секојдневие. Не можеме да ја смениме ситуацијата, но може да делуваме врз сопствениот страв. Оти со постојан страв не се живее, вели психологот од Центарот за социјална работа во Гостивар, Билен Карахасан. Бидејќи ние не сме свемокни, значи не можеме да ги допреме овие вести, еве овие сирени. Значи од Сабајле ја слушам 3 пати сирени, од џамија слушам 5 пати така дека тоа не е добро за наша психа. Ама треба да се обидеме ние што можеме да направиме за наше ментално здравје. Значи да направиме еден амбиент кој не е овака, кој е малку поинаков. Да ги затвориме ако треба и прозорите, да не слушаме овие гласови, да пуштиме гласна музика, да се дружиме со семејството, да не се плашиме, да сме сигурни, бидејќи стравот не е добро. Најлошо нешто е стравот. Ако треба некој да умре, ќе умре, тоа му е пишано. Ама со живот, со страв не се живее. Психологот забележува дека менталното здравје на луѓето е ставено на последно место од надлежните и потенцира дека во кризни времиња неопходно е да се преземат чекори за психолошка поддршка на граѓаните. Државата можеби направил некои работи, ама никој не се справи со овој феномен страв. Никој не излезе. Значи ова држава требаше да припреми армија на психолози за вакви мерки, кои ќе даваат позитивни вибрации, позитивни совети. Ние сме нонстоп бомбардирани со лоши информации. Така дека држава сега делува со некои цели, таа има своји програми, ама јас апелирам на државата да малку мисли на менталното здравје на овој народ, на овие луѓе, и малку да го балансира стравот со некои други мерки кои ќе го намалат тој страв, а не само страв да дава на народот. Бидејќи тоа не е добро, тоа е огромна критика. Од моја страна како психолог. Зборувајќи од свој стручен аспект, психологот Карахасан оцени дека ограничувањата и забраните воведени за невакцинираните лица придонеле за дополнителна нервоза и удар плюс врз психата. На крај, вели тој, човекот е научен да се прилагоди кон секакви ситуации и животни предизвици, па така ќе биде и со пандемијата.